Zdravo na site i dobrodošli site na moj kanal Astrologije Plus. Ja sam Mary, ja sam astrolog, pejač i fotograf. Ovo moje današnje predavanje sakam da zborujem za tranzit od Saturn, koji što ke pomine preko znakot Riba. Sve to što znači što može da ne očekuva 2023. godina, posebno site što se rodeni vo znakot Riba i što go ima Soncem, Mesecom ili može biti drugi lični planeti. Ostanete do kraja za da doznajete, za da dobijete neko povek informaciji što može da ga očekuva. Pre da počnem sa moje to predavanje, sakam na site da im ja posakam sve najubo ova godina 2023. koja što ne očekuvat ogromni novi promeni. Zato što sve golemi planeti go menjavat svoj znak, a to je Saturn i planetata Pluto. Ajde sve da ni bidat da doživejeme site mnogo ubavi momenti s ovije planeti, da imаме убави моменти, да бидеме здрави и живи сите, да бидеме среќни и весели. Тоа сите од нас си го посакуваме. Меѓутоа, што може тука астрологијата да ни покаже? Она може да ни ги покаже аспектите. Кој период е доста поволен за нешто, а кој малце помалку поволен. И према тоа така можеме да видиме кој период е поволен за нешто, каде имаме подобри аспекти за нешто. Астрологијата може исто така да ни покаже ги покаже нашите најголеми потенцијали. Може да ни го покаже правиот пат кон себе. Ако сакаме сигурно тоа да го живееме, ако не, планетите никогаш нас не може да ни кажат или астрологијата не може да ти каже ете сега ти тоа може да го правиш, мораш да го правиш за да дојдеш до тамо. Ти сам си одлучуваш за све. За целиот живот сме си сами одговорни. Ни астрологијата не е крива. Ако нешто вие не направите, то може би не ви носи голема среќа или успех во животот. Значи, никој во овој случај не носи кривица за тоа, него секогаш сме ние сами одговорни за тоа. Тоа би можело сега да биде насловот на кој што би го дала за сите оние што се родени во знакот Риба и што може да очекуваат кога Сатурн ќе влезе во нивниот знак. Ајде сега некако да почнеме некако од почеток. За оние сите што се разбираат малце од астрологијата и за оние што не се разбираат малце, да им го објаснам тоа малце на подруг начин, за да можете малце повеќе подобро да ме разберете и да ме пратите сигурно. Значи, Сатурн, Нептун, Плуто и Уранус се планети кои што се најодалечени од нашиот сончев систем. Значи, Сатурн му е потребно, еве сега ќе ви покажам едната натална карта, каде што ќе може да видите дека, не знам дали ќе може да се види баш добро, за да го помине овој цел зодијак. Значи да ги помине сите овие знакови, транзитите ги гледаме сите секогаш овде, надвор. Тоа се вика транзитни планети. И сега они сигурно исто така се движат и ги поминуваат секогаш некои посебни знакови. Сега Сатурн се наоѓа уште во знакот Водолија. Еве тука е знакот Водолија. И на 7 март влегува Сатурн во знакот Риба и тука ќе остане 2,5 години. Сега, значи, заборев да кажам само, кога ќе помине Сатурн, за да го помине овој цел астролошки зодијак, му е потребно 29, можда некогаш 29,5 години. Значи, толку голем период е потребно на Сатурн за да го помине овој цел астролошки зодијак. Сега вие може да се прашате кога беше тоа времето
да речеме сега пред 29 или скоро 30 години, што ни се случувало тогаш? Еве да речеме специјално сега за знакот риба. Размислите, сетите се на тоа време што ви се случило пред 30 години, затоа што Сатурн сега ќе влезе наскоро во вашиот знак. Што можеме друго да очекуваме во март? Многу големи промени се случуваат. Значи, не само што Сатурн влегува во знакот риба, така и Плуто влегува во знакот Водолија, затоа што Плуто беше веќе можда 20 години, 15 години беше во знакот Јарец, го напушта се и он значи исто го менјава својот знак и све тоа во месецот март. И уште нешто да не заборавиме, затоа што астролошката година почнува, како што реков, со 0 степен во знакот кој ќе дојде сонцето на 0 степен во знакот Овен, тек тогаш почнува новата астролошка година, така ние тоа го броиме. И тогаш имаме нов владар на годината 2023 година, тоа ќе биде планетата Марс. Значи све што ќе можеме да оваа година 2023 од почеток на март ќе не очекуваат големи промени. Значи и на глобален начин и на личен начин. Сега нешто да ви кажам за Сатурн. Реков дека за да го помине целиот астролошки зодија, потребно му е скоро 30 години. И така сите што се родени во знакот Риба можете да се прашате што све ми се случило пред 30 години. Сега сите тие теми тога што ви беа на прво место, сега се враќа значи нешто назад и ќе треба нешто сосема друго, на друг начин нешто да разрешите. Што све значи знакот Риба? Знакот Риба ја представува значи 12-та куќа во астрологијата, како што реков, после неа доаѓа знакот Овен и во 12-та куќа е веќе све затворено. Значи тоа е више последната куќа и тука е значи све тоа више на крај, нешто доаѓа на крај. А со почетокот на знакот Овен секогаш имаме почеток на нешто. Знакот Риба, владар ни е тука Нептун. Нептун си се наоѓа во својот знак и баш тука Нептун си одговара, си се у својата куќа, си се чувствува супер. Значи, рибата е еден променлив воден знак. Тука имаме огромни емоции, вода, воден знак, променлив знак. Значи, вашите емоции, ако имате тука, имате месецот посебно, може тоа, дека вие не сакате не све на исто место да бидете, сакате промени да имате во својот живот, за да се чувствувате добро. Значи, тука е нагласена многу и интуицијата, вашата интуиција, за све што значи сега Нептун. Нептун е нашата илузија. Нептун се нашиот копнеш. Нептун има исто така и она енергија која што не можеме да ја видиме, некоја нејасна енергија. Таа што не можеме да видиме, значи може и сигурно да дава и некои врсти на депресија, да не донесе во една врста на депресија, затоа што сме во други сфери, значи со нашите мисли некогаш Нептун ни дава
da sonuvаме, да сме во состојба да сонуваме за нешто и некогаш некој може да ве разбуди со нешто, да се речете, ајде ти што спиеш или сонуваш, кај си, не си ли тука? Значи, тоа е таа енергија од Нептун. Значи, како што реков, Нептун си се наоѓа во својата куќа, во својот дом, знакот Риба. Сега, на 7 март, халелуја, се менјава енергијата. Од знакот Водолија, Водолијата више сите што се родени во знакот Водолија или беа асцендент Водолија, вие се спасите доста више со оваа енергија од Сатурн, ве изгњави. Се надевам дека ви беше користен овој период од Сатурн, дека не беше све деструктивна енергија, затоа што секогаш каде што се наоѓа Сатурн во еден знак, он не сака нешто лошо да ни направи. Наспротив, Сатурн сака да не донесе во една состојба да разрешиме све во ново, да направиме нешто ново во својот живот. Све тоа што е старо, на кое што нешто му поминало рокот. Све тоа што не ни одговара веќе. Све тоа да го тргнеме од нашиот живот, да го разрешиме, да го фрлиме едноставно од нашиот живот. Но знам дека тоа не е така едноставно, нешто еве сега што си работел со нешто или може да биде тоа луѓе, може да биде тоа работното место. Све оно нешто што не ни одговара, што не прави несрекни. Сака Сатурн не тера ние да се ослободиме од таа енергија. И затоа се надевам дека сите што се родени во знакот Водолија, уште малце ќе се стрпите до март, е тука, на сите сигурно што се родени во третата декада, сите што првата и втората декада, више тоа го помина. Сите оние кои што го имаат сонцето на последните степени на знакот Водолија, имате уште малку да се стрпите, што може Сатурн да ви донесе на крај. Може Сатурн да ви подари нешто. Након све тоа што сте го направиле, што веќе не одговара за вас, Сатурн ќе ве награди за тоа. Значи, немој да го гледате тоа како негативно, затоа што јас сум родена исто во годината која што е бил владар Сатурн. Затоа што ја оваа енергија носам веќе во себе. Мене тоа не ми е тешко, оваа сатурнската енергија. И јас знам како ми беше кога ми помина Сатурн врз моето сонце и кога направи конјукција со сонцето и со месецот. Знам каква беше оваа ситуација, меѓутоа толку лошо, толку драматично како сите други што зборуваат, ја тоа не го осетив затоа што јас сум стрелец и тука е Јупитер владар. И сепак го имам тој оптимизмус во себе. Јас секогаш све нешто позитивно гледам и колку да биде тешко, јас секогаш успевам, значи со мојот оптимизам тоа да го разреснам, да исчезне таа негативна енергија од Сатурн. Секако дека не беше баш така лесно. Али зависи ако кога ќе влезе Сатурн во знакот Риба, знам дека рибите се многу чувствителни, дека се осетливи многу, дека се нежни многу. Сега ако ќе дое Сатурн, може да осети дека ќе ви биде малце тешко. Да, тоа може да го мора да го признам, не можам да кажам ќе ви биде супер, кој ќе дое Сатурн, уживанција. Не, тоа мора да признам, Сатурн кој ќе дојде во знакот Риба. Сега немој да се плашите од тоа, ве молам. Кога ќе дојде Сатурн, ќе дојде први на 0 степени, понатаму ќе ги поминува сите степени. Му е потребно, он полека се движи. Му е потребно 2,5 години да го помине овој цел знак. Се зависи од вас каде ви се наоѓа сонцето или месечината или некоја друга лична планета, на кој степен. Баш тогаш, кога ќе дојде Сатурн на тој степен на вашите лични планети, тогаш ќе може нешто да очекувате. Сега точно све што може да очекувате во овој период, во овие следни 2,5 години. Значи, како што реков Сатурн, да,
е нашиот учител. Сатурн сака нешто да не учите, да не научи, ни дава една голема лекција. Што све сака да не научи? Па на прво место сака да си земеме одговорност за самите себе, за својот живот. Еве сега, например, да ви дадам еден пример. Еве сега ние се разболуваме од нешто. Болест. И се доаѓа Сатурн на неја. Ајде да речемо шестата куќа. Сатурн преминува преку шестата куќа. Значи сега ти не можеш сите твои работи така да ги правиш како порано, затоа што Сатурн те блокира, те прави болна. Значи ти не можеш, мора да стопираш. Ти става граница на тоа. Сатурн ти вели стопирај, сега нема више ништо да работиш, сега ќе лежиш. Ете, например, така. Зашто? Затоа што све до сега тоа што си го правила или правил, помина рокот на тоа. Више тоа готово, нема. Треба да идеш по нов пат, по нешто ново. Превземи си одговорност за своето здравје. Еве да речеме поминува преку шестата куќа. Ја тоа веќе сум го доживела. Нема више ваму таму. Сега ќе мораш да се грижиш за своето здравје. И не само така, ајде идеме на доктор, ќе земем лекови, готово. Не е тоа така. Треба да пазите на све. На исхрана, на све. Значи Сатурн ќе ви даде тука и време за тоа. Немој да брзате. Сатурн нема тука брзина. Полека, средите си го тоа, средите си го вашето здравје. Само тоа е еден пример, ако дојде Сатурн, например, на шестата куќа. А сега, например, ако имате, ајде да речеме, сонцето, месецот и... Да, не можам да кажам дека ќе ви биде тука нешто лесно. Кога ќе дојде Сатурн, кога ќе направи конјункција со вашиот месец, ако го имате месецот во знакот Риба, сигурно ќе ви биде тешко. Ќе се осеќате блокирани. Ќе не може да ги чувствувате вашите емоции. Ќе бидете затворени. Сатурн ќе ви ја затвори, ќе ви ги затвори вашите емоции. Зашто? Затоа што ќе сака да дојдете на повисоко ниво на вашата свест. Исто тоа така важи и за Сонцето. Ако кога Сатурн ќе направи конјункција со вашето Сонце во знакот Риба, што можете тука да очекувате? Исто така, вашата свест ќе ви рече, земите си бидете одговорни за својот живот. Исто така ќе ви биде тешко, ќе се осеќате можда и депресивни. Ќе ви биде нешто, нема да ви оди на лесен начин. Ќе се осеќате уморни стално. Што може сега тука да направите? Одморете се. Ако можете да си дозволите од тој период и да си земете некојаш повеќе време за себе. Тоа е важно тука. Земи си време за себе. Сатурн тоа сака да те научи. Биди си одговорна за себе. Доста веќе за другите. За себе. За да можеш да дојдеш на едно повисоко ниво на свеста. Тоа сака Сатурн да не научи. Сега што значи од сега уште, што значи сонцето и месечината, на кој начин можеме да ги тумачиме? Значи тоа може да биде и таткото и мајката. Сега може да имате некој кавги или со таткото или со мајката, зависи ако го имате месецот исто тоа во знакот Риба, може да значи да имате некои теми кои што се неразрешени со вашата мајка или со вашиот татко. Во машкиот хороскоп, ако го имате месецот во знакот Риба, тоа да значи дека може да имате некој сукоп со вашата партнерка. А во женскиот хороскоп,
sigurno ako го имате сонцето во знакот Риба и кога ќе дојде Сатурн ќе направи конјукција со вашето сонце, тогаш ќе во женскиот хороскоп може да имате некои проблеми со вашиот партнер, каде што Сатурн ќе ве натре тоа да го разрешите. Сега, тоа може да очекувате. Вие сте сега спремни малку за тој период кој што ќе почне на 7 март. И што значи тоа кога ќе заврши овој период? Што може да очекувате? Па награда. Сатурн ќе ве награди, ќе ви даде голема награда, ќе ве израдува нешто на крајот. Зашто Сатурн сака секојаш, он ни дава граница, он ни не блокира за нешто. Не ни дава више по тој стариот пат да идеме. Сатурн сака да рече, ајде, види се, грижи се за себе малку, да ти биде подобро. За да дојдеш на едно повисоко ниво на свеста. Затоа што ние сме тука во оваа планета родени сите за да се развиеме, да не останеме сите на едно исто место, него овде мора да се развиваме, да добиваме секогаш, да растеме, да добиеме повисоко ниво на свеста, затоа што ако не го добиеме тоа и остануваме на едно ниво кое што е многу ниско, така да можат и вашите емоции ниски да бидат. Све се движи онака на една површина која што не може да се очекува да има развој на тоа. И затоа Сатурн и сите други овие далечните планети што се, они во ствари нас не сакаат, ниедна планета не ни мисли лошо. Иако сите викаат Сатурн, леле, кога ќе дое Сатурн, кој знае што ќе биде. Ништо, јас сум го доживела тоа. Еве, здрава, жива сум, знам, не беше баш толку лесен период, меѓутоа и вие тоа ќе го успеете. Земете си одговорност за вашиот живот и све ќе биде во ред. Пазите се, бидите нежни и добри према себе и према другите. Се надевам дека ви дадов една малце поопширна слика за Сатурн во знакот Риба кој ќе направи транзит и за знакот Риба што може да ги очекува сите. За Плуто кој ќе влезе во знакот Водолие, тоа ќе биде вау, спешал ефект. За тоа ќе зборувам на друго предавање и за сигурно за 2023 година, каде што ќе биде Марс владар на оваа година. Во секој случај ви посакувам секое добро. Бидете добри, поздравени, здрави, живи и се слушаме, се гледаме на друго место. Ако сакате да направиме некоја лична консултација, слободно контактирајте ме преку овие преку Facebook, YouTube, мојата имейл адреса ќе ви ја ставам и бидете поздравени до скоро. Ćao!